Моментално се наоѓаме во средното училиште Ѓорче Петров во Прилеп, каде што се одржува државно првенство во пинг-понг, во женска и машка конкуренција за средни училишта. На ово државно првенство учествуваат ученици од повеќе градови во Македонија и се натпреваруваат за добивање на титулата државен првак на Македонија во пинг-понг во машка и женска конкуренција. Надпреварите се одвиваат во репасаж систем и на крајот сите победници од репасажот учествуваат во куп систем во екипи, во групи со 16 екипи. Победниците на овие надпревари ќе бидат наградени со дипломи и пехари, а исто така првите двајца во сите категории за основни и за средни училишта кон крајот на месец јуни во 2018 година ќе присуствуваат на училишниот спортски камп кој се одржува во Охрид, на кој една недела ќе се дружат, ќе тренираат, а исто така на тој камп ќе бидат присутни најдобрите пинг-понгари кои се од нашата држава. А Федерацијата на училишен спорт на Македонија во соработка со Агенцијата за млади и спорт и Министерството за образование и наука има голем круг и систем на надпревари на државно ниво. Исто така, овие надпревари се одвиваат и на општинско, и на регионално и зонско ниво. Во наредната недела следи државно првенство во стрелаштво со воздушна пушка, кој ќе се одржи на стрелиштето Бејбунар во Охрид, на кој ќе земат учество стрелци од нашата држава, од сите основни и средни училишта во машка и женска категорија, на кој се надеваме на голем одзив и мислам дека како секоја година што е успешно ќе биде оваа година, и исто така и тие ученици се стекнуваат со право на учество на училишниот спортски камп. Значи денеска во спортската сала на Средното општинско училиште Ѓорче Петров се одржува државниот надпревар во пинг-понг за средни училишта во машка и женска конкуренција во организација на Сојузот на училишен спорт на општина Прилеп, Федерацијата на училишен спорт на општина Прилеп, а под покровителство на Агенцијата за млади и спорт и Министерство за образование и наука. Овдека денеска се присутни 50 надпреварувачи од цела Македонија, кои што се надпреваруваат во своите конкуренции. Се надеваме дека надпреварите ќе завршат во најдобар ред и дека најдобрите ќе ги заземат своите места. Инаку мора да се пофалиме дека прилепските надпреварувачи котираат доста високо во оваа конкуренција и се надеваме дека ќе имаме неколку први места денеска. Инаку новост во Федерацијата на училишен спорт се зонските и регионалните лиги, кои што се така една новост од оваа година. Значи се организираат зонски надпревари и регионални надпревари во скоро сите спортови. Нашиот град и Сојузот на училишен спорт од Прилеп зема активно учество во овие надпреварувања. Во овие 2 дена, вчера во спортските сали на Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко се одржаа надпреварите во футсал, каде што учествуваше екипата на Ристе Ристевски Ричко и после одиграните 2 турнири се наоѓаат на првото место, а во спортската сала на основното училиште Добро Јовановски пак се одиграа надпреварите во ракомет за основните училишта за 6 и 7 оделение. Таму наш представник беше екипата на Гоце Делчев, која што оствари една победа и еден пораз и моментално е на второто место на табелата во овој дел од надпреварите. А денеска пак во истата сала, во салата на основното училиште Добро Јовановски, се одржуваат надпревари во футсал, каде што учесник е училиштето Добро Јовановски со својата екипа од 6 и 7 оделение. Тие се фаворити во таа екипа и по одиграните 2 кола се на првото место. Значи денеска се одржува државно првенство помеѓу училишта, училишно првенство. Денеска сум доволно спремен за да го освојам овој турнир и имам големи очекувања и го представувам Средното училиште гимназија Мирче Ацев Прилеп. Значи со пинг-понг се занимавам околу 7 до 8 години, редовно тренирам и ми е приоритет.